Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И добре дојдовте во епизода 7. Без разбирање на маркет структура нема движење на пазарот. Денес ќе зборуваме за маркет структура. Маркет структурата ни представува во која насока се движи пазарот. Односно, доколку не разбираме што е маркет структура, нема да препознаваме правилна анализа, нема да препознаваме правилен биас и најчесто ќе влегуваме против трендот. Може да го запишеме. Маркет структура нема правилна анализа, нема правилен биас и најчесто трейдерите влегуваат контратренд. Маркет структурата, како што кажавме, ни представува, ова може исто да го запишувате, преку 4 основни точки. Ова се основните точки преку кои се чита и се разбира маркет структурата. Кога ќе научите да ги препознавате овие точки, тогаш веќе ќе знаете дали пазарот е булиш, дали е бериш или се наоѓа во консолидација. Како изгледа higher high? Имаме движење и уште едно движење. High, higher high. Или, со дефиниција, означува повисок врв од претходниот. Higher low. Имаме движење high, ќе ги означуваме вака накратко за да не пишуваме. Low, higher high, higher low. Higher low означува дно повисоко од претходното. Ова ни е дно кое се формирало, а ова е повисоко дно. Одиме понатака. Lower high. Имаме движење повторно. Low, higher high и овде више ни се формира lower high. Lower high означува врв понизок од претходниот. Имаме врв, а овој е понизок од претходниот. Ова е претходен врв, ова е понизок од него.
И последна ситуација, движење на цената, имаме повторно high, low, higher high, higher low, овде имаме lower high и последно што ни следува lower low. Lower low означува означува дно пониско од претходното. Имаме low, имаме lower low. Ова дно е пониско од претходното дно. До овде ако е јасно, продолжуваме понатака. Ово може се да си го запишите. Што е маркет структура поточно? Маркет структура, ова запишувајте го, е начинот на кој пазарот се движи со swing high и swing low точки. Ова е важно да го знаете. Пазарот никогаш не се движи само во една права линија. Секогаш прави импулс, корекција, корекција. Затоа на чартот секогаш може видиме врвови и дно. Повисок врв, повисоко дно. Повисок врв, па после може да забележиме пониско дно, понизок врв, уште пониско дно. Овие точки всушност ја формираат структурата на пазарот и движењето на цената. Ако знаеме како да ги читаме, можеме да разбереме следниве работи. Каде влегуваат институциите? Каде се наоѓаат ликвидити зоните? И која е веројатната насока на пазарот? Да речеме, кога пазарот е булиш, се создава следнава структура. Ова исто ќе го избришиме. Мислам дека го имате више запишано. Само секунда.
Добро. Рековме кога имаме булиш пазар, создава следната структура. Имаме движење или импулс, пазарот прави корекција, добиваме уште еден импулс. Овде се формирало, овде имаме хај, ова е low, односно ова ни е овде дно, ова ни е higher low и овде имаме higher high. Тоа значи корекција и ново пониско дно. Ова значува структура на булиш пазар. Што ни укажува ова? Ова може исто да се запишете. Во овој случај купувачите ја контролираат цената. Ќе намалиме малце фонтот. Моментумот е нагорен. И секоја корекција со повисоко дно е можност за бај. Во Smart Money концептот, институциите најчесто купуваат на дискаунт, после liquidity sweep или order block или fair value gap. Но прво мора да имаме bullish структура. Доколку имаме движење на bearish market, bearish маркетот е обратно од bullish market. Ова ни представува bearish market. Имаме high, имаме low, lower high, lower low, lower high, lower low. Кога ова се случува, значи имаме импулс, корекција со понизок врв. Имаме импулс со подлабоко дно, односно пониско од претходното, и повторно корекција со понизок врв и потврда на даунтренд со пониско дно. Ова сценарио ни укажува дека продавачите ја контролираат цената, моментумот е надолен, и секоја корекција
пониско, понизок врв е можност за сел. Тие продаваат на премиум, после liquidity gap или на supply зона. Може да ги запишеме и нив. Ќе запишеме и за баерите и за селерите. Купуваат на дискаунт или ефтино. После liquidity sweep и на ордер блокови или fair value gap-ови. Вака да биде попрегледно. Селерите продаваат на премиум или скапо. После liquidity gap или на supply зона. Ова е важно и запишете си го за да го запамтите. Мислам дека може да се премине понатака. Како трейдерите грешат? Најчеста грешка е што гледаат само свеќи, но не ја читаат структурата. Например, имаме нагорен тренд или цената расти, а тие бараат сел. Тоа е борба против трендот. Никогаш не треба тоа да го правите. Професионалците секогаш прашуваат каде е последниот higher low, каде е последниот lower high и дали структурата е скршена. Само после тоа се бара entry. Па така да може да објасниме што означува break of structure. Ова го бришиме. Одиме понатака. Break of structure. Или кратенка BOS.
Break of structure е важен момент од целиот процес. Зошто? Тој се случува ако имаме пример bullish структура, рековме low, high, lower, lower high, higher high, higher low, higher high. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ова рековме дека е bullish структура и маркетот се движи во uptrend. Доколку видите вакво нешто, значи сме имале импулс, корекција, повисок врв. Ова скршување на структурата се нарекува break of structure. Доколку цената ни направи нов повисок врв, на следниот pullback, односно на следната корекција, може да бараме entry за buy. Да биде истестиран овој higher high или последен high или негово пробивање со континуиција на истиот uptrend. Секогаш break of structure се користи за потврда на трендот, continuation или reversal. Следниот концепт, кој што е дел од маркет структурата, се нарекува change of character. Или ќе го сретните со кратенка, коч. Коч е првиот знак дека трендот може да се промени. Важен е како дел од структурата, бидејќи е првиот знак дека трендот може да се промени. Пример. Имаме bullish структура, сме добиле break of structure, имаме потврда, влегуваме во buy, но што се случува со цената? Таа само го истестирала последниот хај и силно го пробива последниот higher low. Ова значи дека баерите губат контрола, селерите влегуваат во контрола на цената. Во 85% од случаевите до 90% овде започнува реверсал или промена на трендот од bullish во bearish. Бидејќи
коч или change of character е секогаш run сигнал за reversal. Но, за да биде цената reversal, бидејќи може само да добиеме smart money trap, па цената да продолжи повторно во насока нагоре, trap значи само да собере ликвидност на последниот higher low, да ги навлече селерите, за да влезат во сел, а smart money трейдерите продолжуваат да ја туркаат цената во низината правилна насока. Како што рековме, лошо е да си против трендот, бидејќи тренд is your friend. Не можеме да бараме во нагорен тренд сел позиции. Али, еве, да речеме, ова ни е структурата на цената. Сме добиле пробивање на последниот higher low, за да бидеме сигурни дека цената ќе продолжи во bearish тренд, секогаш кој ќе добиеме пробивање, мора да чекаме корекција и потврда со пробивање, односно break of structure. Сега овде добиваме бос во надолен тренд. Наша задача што треба да чекаме цената да ни даде корекција не повисока од последното пробивање. Како би можеле да бараме сел позиција за да го тестираме ова дно или да одиме по ликвидноста која се наоѓа на претходното дно. Ова е дел од стратегијата што ќе ја користиме за тргување на злато. И мислам дека моментално за маркет структура, break of structure и change of character е доволно објаснето да сватите каде можете да влезете за buy позиција доколку се најдуваме во uptrend и каде можете да влезете во sell позиција доколку се најдуваме во downtrend. Секогаш мора да почекуваме да биде собрана ликвидноста, да видиме дали тоа е само стапица, да видиме дали стварно е break of структура, дали стварно сакаме да имаме промена на трендот или само лажно пробивање, како што рековме, и напад повторно према горна страна или во обратно ако сме према долна страна. Пазете се, бидејќи никогаш нема да знаете кога smart money сакаат да ве внесат во стапица, за да ви соберат стоп-лосовите од вашите позиции, тие да може да се изгораат цената во нивниот посакуван смер. Чувајте се од маркетот и бидете поздравени до следна епизода. Поздрав!